долго очекуваниот оперативен план, кој што е усогласен со законската регулатива и со агендата на Европската Унија и секако со голем број на институции во Република Македонија и стратегијата на владата за вработување на млади луѓе пред се, така и се изработи овој оперативен план. Оперативниот план е рекорден, некаде околу 2,5 милиарди денари висина или околу 40 милиони евра, што значи 7,5 милиони евра повеќе од претходните оперативни планови за вработување. Со овој план ќе бидат опфатени 16.500 лица, од кои што голем број ќе бидат вработени во Република Македонија и претежно млади луѓе, бидејќи целта на оперативниот план е да се даде шанса на младите луѓе и да се намали одливот на млади работен кадар од Република Македонија. Да напоменам и тоа дека во овој оперативен план има предвиден голем број на мерки и подмерки. Има и голем број на новитети во оперативниот план. Една од најатрактивните мерки е секако самовработувањето и тука треба да нагласам дека големината на средствата е зголемени се средствата за самовработување. За луѓе над 29 години се зголемени за цели 1000 евра, односно од 6 на 7000 евра, а додека за младите луѓе до 29 години, која беше и целта, се зголемени од 6 на цели 10.000 евра. Новитет е во овој план за вработување и тоа што можат да се здружуваат во ДОО и две млади лица, например, до 29 години, кои што можат да користат до 20.000 евра или над 29 години до 14.000 евра. Тоа е навистина една позамашна сума на средства со која што можат да отворат добар свој бизнис план, да го преточат во добар бизнис со кој што понатаму би обстојували. Исто така да напоменам дека има и други мерки предвидено, има предвидено и голем број на обуки со кои ќе се зголемат перформансите на младите и невработените лица да бидат поконкурентни на пазарот на трудот, како што се обуките за IT вештини, напредни IT вештини, исто така обуки за предприемништво, за водење бизнис, имаме обуки за странски јазици, посебно англискиот јазик. Меѓутоа, еден од главните новитети е секако поради проблемите со пожарите во Република Македонија во летниот период, ќе има ангажирање на 400 лица во подмерката за јавни работи, кои што ќе бидат ангажирани целиот летен период со минимална плата до 24.000 денари. Сите овие работи, прашања и дискусија околу оперативниот план ќе бидат разгледани денес на ова трибина, каде што ќе присуствува исто така и заменикот директор на Агенцијата за вработување на Република Македонија и секако директорката на Агенцијата за предприемништво на Република Македонија. На одобрување е оперативниот план од КЗК, така е законската регулатива, што значи од наредните денови, наредната недела ќе има започнување на оглас и отпочнување на мерка по мерка, која што ќе биде исто така известена јавноста. Јас во ова прилика сакам да ги повикам сите категории невработени лица, посебно младите луѓе во Република Македонија, да ги пратат огласите на страната на АВРМ, секако и во Министерството за економија и труд и во Агенцијата за предприемништво и навремено да аплицираат. Мислам дека шансата има секој кој има добар бизнис план, добра идеја, преточена ќе биде во добар бизнис, а очекуваме да тие бизниси понатаму и се развиваат, бидејќи од минатото имаме искуство, например од мерката на самовработување, имаме отворено бизниси кои денес се пораснати и место еден вработен денес имаме 2, 3, 5 се претворени во мали и средни предпријатија. Исто така да напоменам дека цело време ќе имаме и кампања голема од страна на Министерството за економија и труд и секако владата на Република Македонија, ќе бидат посетени многу градови, ќе бидат известени пред се младите луѓе, невработените луѓе со цел да што повеќе анимираме да учествуваат во овие мерки. И исто така да напоменам дека покрај младите луѓе во мерките се офатени повеќе категории на невработени лица, како што се лицата со има мерки за лица со посебни потреби, имаме за ромите исто така е предвидено 5% за жени и така натаму, сите се офатени и како целни групи.
Закон за работно ангажирање на лица во Република Македонија првпат се носи ваков закон, е земен по примерот од околните држави и европските примери. Имаме навистина во Србија еден успешен пример на функционирање на ваков закон и сакаме тоа да го имплементираме и кај нас. Има две цели овој закон. Првата цел е сузбивање на сивата економија, односно работата на црно, и втората работа е да недоволно постојањето на одредени кадри работна сила, посебно во летниот период во угостителството, да се надокнади со можноста за вработување на овие лица кои го фаќаат законот. Со овој закон ќе бидат офатени работоспособни пензионери, ќе бидат офатени и младите луѓе, односно студентите и луѓе под 18 години, а секако со законот ќе можат да работат и оние кои се работно ангажирани како дополнителна работа. Ќе бидат со сите придонеси, значи виднина со аплицирање, системот ќе биде во Агенцијата за вработување, на лице место ќе можат работодавачите да ги пријавуваат, ќе имаат пензиско инвалидско осигурување и се она што следува за секој вработен човек. Најпрво би сакала да истакнам дека посебна чест и задоволство ми е денеска што тука ќе го презентираме оперативниот план за активни мерки за вработување за 2025 година. Оперативниот план за активни политики и мерки за вработување за 2025 година е еден од најзначајните документи кои што го имплементира Агенцијата за вработување и тој ги изразува нашите заложби за поттикнување на вработеноста, за намалување на невработеноста и за создавање на одржливи работни места. Со вкупен буџет од 40 милиони евра и со досега најголем планиран опфат на учесници во оперативниот план од над 16.000 невработени лица, тој ги покажува нашите напори и за одржлив и за инклузивен развој на пазарот на трудот. Сакам да истакнам дека ние како Агенција за вработување се заложивме оперативниот план да ги содржи активните мерки кои што представуваат реална потреба на невработените лица, но и на работодавачите. Така да сакам да напоменам дека сите центри за вработување, 30 центри за вработување и Централната служба веќе се подготвени да ги реализираат активните мерки кои што се предвидени со оперативниот план за оваа година. Генерално, мерките во оперативниот план ние ги делиме на активни мерки кои што водат кон директни вработувања, како и мерки кои што, значи, во тие директни вработувања спаѓаат програмата за самовработување, понатака вработување и раст на правни субјекти, но и поддршка за поттикнување и зголемување на работни места во областа на зелената економија. Освен овие, има сет на мерки кои што водат кон не водат кон директни вработувања, но водат кон зголемување на вработливоста и вештините и квалификациите на невработените лица. Тука секако спаѓаат сите обуки, практиканството, јавните работи и општествено корисната работа. Сакам да напоменам дека веќе ги очекуваме првите огласи кои што ќе бидат објавени во најскоро време, веднаш по добивањето на мислење, како што каже заменикот министер од Комисијата за заштита на конкуренција. А после тоа ќе ги објавуваме и другите огласи етапно, зашто веќе ние како агенција подготвуваме однапред план и распоред за динамика на реализација. Овој оперативен план содржи мерки кои што главно се насочени кон младите, во фокусот се младите невработени лица до 29 години, кои што планирано учество од најмалку 40%, но секако дека не ги изоставаме и другите категории на невработени лица. Тука спаѓаат долгорочно невработените лица, жените кои што со половина, односно 50% најмалку учество во оперативниот план, но и сите категории рандиви невработени лица, како што се ромите, за кои што е планирано најмалку 5% учество во активните мерки, потоа примателите на гарантирана минимална помош и така натака. Исто така, прашањето ви беше... Да, општо, колку имаме моментот невработени
упорни, се млади. Ќе одговорам и на тоа прашање. Сакам само да напоменам дека за сите детали во врска со самите мерки, критериумите, реализацијата на истите, ги повикувам невработените лица и работодавачите во секое време можат да се информираат директно во центрите за вработување, но и на нашата веб страна av.gov.mk. Јас искрено верувам дека успешно ќе го реализираме оперативниот план за 2025 година и ги повикувам и ги охрабрувам сите невработени лица и сите заинтересирани да земат учество, да бидат дел од него. Во однос на невработените лица, со состојба 30 април 2025 година имаме над 94 активни баратели, евидентирани невработени лица. 94.000, да. А во однос на младите, над 17% е учеството, односно невработени дел, тој дел е отпаѓа на младите до 29 години, кои што се дефицитарни на пазарот на трудот, тие се занимањата од областа на производството, од услужните дејности, значи инженери, градежни инженери, машински инженери, техничари и така натака. Нас да го промовираме овој важен документ, оперативниот план за 2025 година. Јас не би сакала да се повторам со веќе искажаната на заменик министерот и заменик директорката на Агенцијата за вработување, но сакам да истакнам дека Агенцијата за поддршка на претприемништво директно е вклучена во реализација на дел од активностите на оперативниот план и тоа во поддршката за самовработување преку ваучерскиот систем на советници кој што ги има Агенцијата за поддршка на претприемништво. Исто така од оваа година за прв пат агенцијата си ја зема обврската да ги земе и обуките за претприемништво, како и менторството. На што најмногу ќе обрнете внимание, во какви обуки? На сите три мерки обуките се веќе дефинирани, тоа се обука за претприемачи. Секој што сака да основа свој бизнис мора прво да помине дводневна обука за претприемништво.